Зборувај и денеска низ мене, татко мој, ти се поклонувам во дух и вистина, ти предавам се. Сотруднику, ти се преповторува една работа, иста работа, која те дразни, те тревожи, те обесилува. Духот на овој свет се закачил во тебе, како мисла, чувство, желба, поврзаност. Ти ја краде силата. Духот на овој свет не е животодавен, тој ти ја краде силата. Тој е бршлен кој те гуши, кој ќе те исуши, ќе те изеде. Мораш да оставиш се, мораш да му веруваш на Исус. Штом ти се повторува една иста работа, не сакаш да се промениш, не сакаш да исчекориш, не сакаш да се оставиш себе си на крстот Исусов. Остави се земно и врви по мене. Движење по Исус значи духовна промена, умирање на стариот начин, на стариот човек. Штом ти се повторува едно исто, ја губиш силата, ти доаѓаат мисли на безверие, на хулење. Ти си завладеан се уште. Мораш да го отвориш срцето, да му предадеш се и горешто да повикаш: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Дали можеш да оставиш се и да дојдеш кај Исус? Инаку ти си врзан со сатански пранги, чувства, мисли, желби, односи со луѓе, кои те влечат, те држат заробен. Кога ќе дојде Духот Исусов во твоето срце, ти ќе се ослободиш од гревот, од робството на гревот и ќе бидеш роб на неговата праведност, односно ќе бидеш Христов ослободеник, ќе бидеш Христово дете, ќе дојдеш и ќе кажеш: дојди Господе Исусе Христе во моето срце, да победам со тебе, да се преродам со тебе, да бидам син Божји, воден вистински од Духот Божји, а не од духот на овој паднал свет. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секое срце Исус, и во моето семејство Исусе и само Исусе, дојди да бидам храм на Духот Свети, да ја живеам твојата вечна љубов со твојот животодарен дух. Амин до Царството Божјо. Амин.